За мене уставните проблеми не се ништо, али тоа што уставните проблеми ништо не направиа. Само направи полошо за народот. Нема основ да се разговара, да се преговара и на крај да се носат вакви одлуки за промена на уставот, ова што се бара од Република Македонија. Ова е, како кажано, силување на нацијата, на државата, што и не смее да се, по никој начин тоа не смее да се одобри, да помине. Прво, мојата порака до пратениците дека треба да им влезе во глава дека се избрани од народот, а не се избрани од ЗАЕФ и од СДС. И треба да мислат за доброто и на народот и на оваа држава. Така да мислите дека изгласаат денес? Ќе се соберат? Па веројатно, затоа што се сите тамо добро подкупени и подплатени и од Западна Европа и од Америка. И воедно би сакал на господинот Мицковски вчера да му порачам дека да престане и он да пере мозок на народот, дека пратениците не се под притисок на Запад и на Америка. Ја мислам дека се ова фарса дека ќе се изгласа, ама пак народот излезе да си го кажи своето незадоволство, дека не се согласува со политиките на актуелната власт и од резултатите на референдумот, дека референдумот беше неисправен.